Концепт со Ина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден или добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте во редовниот термин на Концепт со Ина. Јас сум вашата авторка и водител на емисијата, доктор Иванка Додовска, а и овој понеделник, како и секој досега, имаме исклучителна можност да продискутираме на една многу добра тема, за која верувам дека повеќето од вас првпат ќе се ќе бидете во можност да слушнете нешто повеќе и подлабоко за истата, а оние кои што веќе се запознаени со она за што ќе зборуваме денеска со мојата почитувана гостинка, верувам дека ќе биде интересно и дека ќе предизвика кај вас многу пријатни чувства кои што ќе ве мотивираат во животот да размислувате за една особено значајна област, а тоа е почитување областа на реториката или на ораторските вештини. Од таму на самиот почеток на Концепт со Ина, овој 16 ноември, точно 17 часот и дури 2 минути, ја најавувам мојата прекрасна гостинка денеска, председателката на Ораторскиот клуб при Правниот факултет Јустинијан I, госпогицата Жанета Богоевска. Добар ден. Добар ден, ви благодарам многу на поканата. За прв пат се надевам не и за последен пат ќе говориме за она што се вели јавно говорење и реторички вештини. Навистина, Жанета, во изминатиот период од кога имам можност да правам мојата емисија на брановите на Радио Слободна Македонија и да комуницирам со македонската јавност преку радио етерот, мојата идеја беше и така беше замислен концептот да биде насочен за проширување на видиците на нашите слушатели, но и за мотивирање и предизвикување на позитивни, афирмативни чувства кои ќе ги мотивираат слушателите да наоѓаат солуции, да размислуваат за известностите и како и да едноставно имаат се вклучат и секој поединечно даде јавен придонес за напредувањето на нашето македонско општество и оттаму сите мои гости, како и ти денеска, сте исклучително драгоцени во таа плејада на луѓе кои што се навистина исклучителни диаманти во македонското општествено небо, кои посебно оние помладите допрва ќе се гордееме и ќе се радуваме на сите ваши успеси кои што не се сомневам дека ќе бидат безбројни. Како и да е, на самиот почеток, почитувани слушатели, Жанета, мислам дека и тебе ќе ти се допадне. Имаме еден избор на еден многу интересен говор. Говорот е на американскиот претседател Кенеди и е наречен Новата граница. Истиот говор представува парадигма на современиот политички говор и Кенеди го одржал пред 100.000 воодушевена публика на стадионот во Лос Анџелес, веднаш откако Конвенцијата на демократите ги победи против кандидатите Стивенсон, Хамфри и Џонсон и ја доби демократската номинација за председател на Соединетите американски држави. Овој млад американски председател, знаеме за неговата историја, за неговите меѓународни успеси, но и како и за неговата трагична смрт, но остана во аналите на 20 век како еден од најмокните говорници и едноставно на демократска либерална свежина која што ја донесе на американското небо. Оттаму ќе почнеме прво со фрагмент од неговиот говор и потоа ќе продолжиме со нашиот разговор. Американскиот народ очекува од нас повеќе од што лелекања, индигнација и напаѓање, вели Кенеди. Времињата се премногу тешки, предизвикот премногу итен, а ризиците премногу високи за да дозволат вообичаени страсти на политичка дебата. Овде сме, не за да го проколнуваме мракот, туку за да ја запалиме светјата што може да не води низ мракот кон сигурна и здрава иднина. Како што Винстон Черчил рече при превземањето на должноста премиер пред 20 години, ако започнеме кавга меѓу сегашноста и минатото, ќе дојдеме во опасност да ја изгубиме иднината. Денес нашата грижа мора да е насочена кон таа иднина, зашто светот се менува. Старата доба завршува. На стар начин веќе не оди.
Насекаде по светот, посебно во поновите нации, на власт доаѓаат млади луѓе, луѓе кои не се врзани за традициите на минатото, луѓе кои не се заслепени од старите стравови, омрази и противништва, млади луѓе кои можат да се откажат од старите пароли и заблуди и сомнежи. Републиканскиот предстоен кандидат, Никсон, се разбира исто така млад човек, но неговиот пристап е стар колку оној на Мекинли. Неговата партија е партија на минатото. Неговите говори се извлечени од алманахот на бедниот Ричард. Нивната платформа, составена од веќе отфрлени демократски начела, ја има храброста на нашите стари убедувања. Нивното ветување е ветување на статус кво, а денес не може да има статус кво. Затоа, ноква сум исправен пред соочувањето на Запад со она што некогаш беше последната граница. Од земјата што се шири трилјади милји зад мене, пионерите на старите времиња се откажаа од својата сигурност, своето удобство, а понекогаш и од своите животи, за да изградат нов свет овде на Запад. Тие не беа заробеници на своите собствени сомнежи, затвореници на своите собствени изискувања. Нивното мото не беше секој човек за себе, туку сите за заедничкото добро. Тие и беа посветени на целта да го направат новиот свет моќен и слободен, да ги надминат неговите ризици и тешкоти, да ги совладаат непријателите што се закануваат однадвор и одвнатре. Денес некои ќе речат дека тие борби се завршени, дека сите хоризонти се откриени, дека сите битки се добиени, дека нема повеќе американска граница. Но јас верувам дека никој на овој собир не ќе се согласи со тие чувства, зашто сите проблеми не се разрешени, а сите битки не се добиени и ние стоиме денес на работ на една нова граница, границата на 1960-тите, на границата на незнаени можности и опасности, на границата на неисполнети надежи и застрашувања. Новата слобода на Вудро Вилсон му вети на нашиот народ нови политички и економски рамки. Новиот договор на Франклин Рузвелт вети сигурност и помош во неволја на оние на кои им е потребна. Но новата граница за која јас зборувам не е збир на ветувања, таа е збир на предизвици. Таа ги сумира не тоа што јас имам намера да му го понудам на американскиот народ, туку тоа што јас имам намера да го барам од него. Таа е насочена кон неговата гордост, не кон паричниците. Таа го содржи ветувањето за повеќе жртвување, место за повеќе сигурност. Но ви велам дека новата граница е овде, ја барале ние или не. За таа граница се незацртаните подрачја во науката и космосот, неразрешените проблеми на мирот и војната, несовладаните джебови на игноранцијата и предрасудите, на неодговорените прашања, на бедата и изобилството. Почитувани слушатели, го слушнавме фрагментот од говорот на Џон Фиџералд Кенеди, насловен како Новата граница, навистина еден извонреден текст, извонредно срочен говор, прекрасна изведба која што навистина ја најави новата ера и новите развојни етапи кои што со декади наваму гледаме дека во еден многу брз од го движат, воопшто ја движат, ми се чини целата цивилизација кон непознатото. Да се вратиме на мојата почитувана гостинка Жанета, вие како председател на клубот на оратори, како долгогодишен оратор, како личност која што има навистина огромно искуство, која што катадневно се занимава со пишаниот и со говорниот збор, би сакала за почеток да ве прашам како дојдовте на идеја, што ве мотивираше едноставно да се насочите кон умешноста на говорењето и кои беа основните оние параметри кои што ве привлекува и од вас, пака ви предизвикаа чувство дека реториката не е само така обична вештина, туку е нешто со кое што треба многу покомплексно да се занимавате? Па вака, бев втора година средно, кога во средното училиште каде што јас учев, дојдоа представници од клубот на оратори на правниот факултет и тоа беше многу случајно
и спонтано. Јас бев радознала, сакав да видам што е сето тоа и се пријавив на ораторскиот надпревар во моето средно училиште. Мојата приказна започна точно пред 7 години, каде што ја видов мојата единствена и најголема, верувам, љубов, односно љубовта кон јавното говорење. Тоа е нешто што ме исполнува и нешто што навистина го плени и го крива духот на секој поединец. Од причина што неопишлив е оној момент кога ќе се застане на говорница, оној молк од публиката кога чека да кажете. А верувам дека секој оратор е оној оратор кој кога излегува на говорница има навистина нешто многу добро да каже. Јас велам дека тоа се нашите 5 минути, дека треба вредно и точно да се искористат тие 5 минути. Така започна и мојата приказна, еве 7 години, љубам да кажам дека работам нешто и што во ниеден момент не се покајав и секојдневно само постојано се надополнувам да бидам што подобра и подобра. Несомнено дека секојдневно го работам на тоа да пишувањето говор биде се подобар и подобар, разработувам теми, имам десетина говори зад мене кои што се мои, да не зборувам за говори кои што се веќе кажани, а интерпретирани од мојата страна. Меѓутоа, дефинитивно, ова е една голема љубов која што упатувам на сите слушатели на ова радио. Ако досега го немаат пробано она што се вели 5 минути слава пред говорница, да го пробаат. Жанита, вака кога те слушам, во тебе има огромна дикција, имаш огромен шарм, поседуваш преубав литературен говор, употребуваш речениците сосема јасно, кратко и недвосмислено и оставаш впечаток. Дали се тие вештини можно да се научат, дали се вежбаат или треба да постои талент, нешто одвнатре кое што, значи, како велат, роден е со тоа? Па вака, ја не од клубот на ораторија, а лично јас се водам од максимата дека поетот се раѓа, а ораторот се создава. Меѓутоа не случајно, треба да се има голема љубов за да се постигне она што се вели ораторство. Ние во клубот на оратори секогаш се соочуваме со кандидати кои велат јас ова не го можам. Не е точно дека не се може. За све што се сака се може, се додека се има голема љубов кон она што сака да се постигне. Човека мора да го постигне она што го сака само доколку има огромна љубов. Сме имале кандидати кои имале огромна трема, кои не можеле да се качат ни до говорница, меѓутоа љубовта ги довела до она да станат вистинско чудо, па макар и за една недела со континуирано вежбање. Според мене, јас сметам дека можеби е минимална онаа дарба која потпомага за понатаму да бидете се подобри и подобри. Меѓутоа ораторството е нешто што се вежба. Жанита, вие сте председателка, веќе кажавме, на клубот на оратори. Тоа е единствената невладена организација во Република Македонија која се занимава исклучиво со реторика и со негување на вештината на говорништвото. Може ли вака за нашите слушатели да ни кажете нешто повеќе за организацијата? Да, клубот на оратори е единствена сертифицирана организација која се занимава со јавно говорење и реторички вештини. Формирана е во 2001 година од страна на млади ентузијасти, студенти на правниот факултет и еве веќе со години го работат она и се пренесува од поколение на поколение љубовта кон ораторирањето. Ние секојдневно работиме најразлични тематики кои што се поврзани со ораторството и со јавното говорење. Од 2009 година веќе работиме континуирани и обуки за јавно говорење и реторички вештини кои ни се доста посетени. Меѓутоа, секојдневно работиме и со кандидати кои едноставно затропале на вратата на клубот на оратори, побарале помош и ние сме им излегле во престрет и сме работеле на тоа. Се занимаваме со вербална комуникација, невербална комуникација, дикција, правилен изговор и многу препорачитаме литературен македонски јазик. Велам, да, се случува човек да сгреши, меѓутоа се трудиме комплетно да го некуваме нашиот македонски јазик, затоа што, впрочем, зошто би говореле на литературен македонски јазик ако не ги почитуваме сите оние правила кои што се како што е акцентирањето, акцентските целости кои многу често, за жал, ги грешиме и континуирано навлегуваат во нашето јазично подрачје како навика. Навистина, доста интересно. Ценам дека во било кога, во било која историска етапа од кога постои цивилизацијата, една од најосновните алатки, се извинувам, за комуникација и за пренесување на информација е секако вербалниот говор.
Но тука секако, вие споменавте, треба и да се поседува одредена и артикулација, така и на телото, Да. треба да се има тоналитет. Сите тоа се се алатки кои што вие можете, значи, да во еден разумен период да ги употребите, применувајќи ги како вештини, како техники кои што се научно мерливи, и на тој начин од еден просечен или подпросечен, можеби срамежлив говорник, да направите една интересна, нели, појава која би можела да се обраќа до масите. Но вака сега тука спонтано, Жанета, ми доаѓа следното прашање, а тоа е: какво е чувството кога ќе застанете пред, така да речам, 100 души, 500 души? Дали е исто како и кога сега дискутираме? Знаете зашто? Ќе ви кажам прво, ве прашувам, после ќе ви го кажам моето искуство. Не, тоа е некако една огромна моќ. Човекот е желан за моќ. Не, дефинитивно е тоа така. Кога ќе застанете на таа говорница, кога ќе погледнете публиката, кога ќе се згаснат светлата и кога публиката очекува да го кажете првиот збор. Според мене првиот збор од вашиот говор е нешто најтешко. Кога ќе се каже првиот збор, веднаш следува на целосна емоција која што се носи. Јас сум еден тип на оратор кој што онаа минимална трема која што е добра за јавното говорење ја потиснувам комплетно за настапот, додека е настапот јас воопшто немам трема. Само што ќе ја напуштам говорницата, надвор се случува она што колегите велат да кажат, Жанета крахира, односно ја Тогаш се ослободува енергијата. Целата онаа енергија што сум ја потиснала излегува. Тоа значи дека ние имаме една голема одговорност пред се кога застануваме на говорницата и дека тоа е нешто со кое што човека мора да се носи. Тоа е голема магија. Јас, например, исто како вас, на моите почетоци како студент, например, првиот говор кога го имав, значи исто на ораторските вечери, ќе зборуваме после паузата за реклами, малце повеќе за овие ораторски вечери што се организираат во рамките на Правниот факултет Јустинијан I. Но, еве, вака помнам на 18 години, ели исто така една убава, тешка тема, една многу значајна смисла, значи говор кој што јас си го изработив, јас го напишав и така натаму. И излегувам на говорница и одеднашка заборавив дека сум јас, како се почувствав како да лепдам. Едноставно, таа приватната Иванка во тој момент стана нешто трето. Едноставно, тоа беше едно поврзување и магија со публиката, кој моментот кога се симнав од говорницата го снема. И беше чудесно. Да. И сега, например, по долги години и јавно говорење, настапување, и како наставник, и како предавач и така натаму, сум забележала една работа. Многу ми е потешко да водам диалог, приватен диалог, многу помачно го доживувам тој дел, отколку, например, обраќањето пред повеќе луѓе, па минимум 5. Значи, тоа е извонредно, необјасниво е, ако некој не го почувствувал, да може да го објасни вака до крај. Апсолутно, тоа е една голема магија, како што и вие самата напоминавте, магија која што ве носи, заборавате за момент апсолутно се. Единствена цел во вашата глава е вашиот говор и она што треба да го пренесете на публиката. Јас верувам дека кандидатите се соживуваат со својот говор. Ја велам дека говорот е она што треба да се носи од срце и дека секој говорник говори само најубаво говори само доколку она е напишано by heart, како што викам. Јас во спротивно не може да го произнесе онака со она емоција, она дозирање кое што треба да се даде во јавното говорење, од причина што публиката многу често сака да се соживее со вас и емоцијата е нешто што дефинитивно го добиваме како фидбек од публиката. Почитувани слушатели, ова е госпогицата Жанета Погоевска, председателка на клубот на оратори при Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Навистина, сите, значи најстарите, најархаичните институции во државата стојат пред еден институт како што е ораторскиот клуб, кој е во суштина представува една од првите школи уште од времето на антиката и така натака, интересен сплет на околности. Ќе дискутираме повеќе за тоа, а сега ви предложувам да направиме една кратка пауза за реклами и повторно се враќаме назад во студиото. Останете со нас.
Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на Концепт со Ина. Денеска зборувам со мојата драга колешка, председателката на ораторскиот клуб при правниот факултет Јустинијан I Универзитет Свети Кирил и Методиј од Скопје, Жанета Богојска. Со Жанета зборувавме малку за говорништвото, за нејзините впечатоци, споделивме некои искуства и така натаму. Сега во моментов мислам дека нема позначено прашање од она што следува. Тоа го спомнавме ораторскиот надпревар што се организира веќе повеќе од една деценија во рамките на правниот факултет Јустинијан I. Мислам дека целата организација почна уште на времето со идејата на почитуваната професорка Мирјана Акимовска-Полена да остави белег и нејзиниот драг професор и основач на катедрата по римско право и римско правна традиција, да остане за секогаш споменуван и да се пренесува неговото знаење и значење на идните поколенија, професорот Иво Пухан. Оттаму идејата се развина, вистина дојде до една сосема нова одредница и така натаму. Ќе ни кажете малце повеќе околу тоа? Вака, значи, секоја година правниот факултет организира ораторски надпревар под мотото Иво Пухан, во чест на професорот Иво Пухан. Со тоа што кандидатите се пријавуваат, сега сме во текот на подготовка со... Така, таман го фативме времето. Да, одлично е времето кога зборуваме за ова. Веќе сме во почетна фаза на работење на она подготовка на говор. Кандидатите се веќе пријавени, знаеме бројката на кандидати кои што се пријавени. Веќе секој кандидат има добиено ментор, кој од професорите на правниот факултет, кои поединечно работат со своите студенти. И оваа година се пријавив повторно на ораторските вечери Иво Пухан и оваа година, што е различно од претходните, дека се говори на две различни теми. Се помислив точно на која од темите да говорам, но дефинитивно одлучив дека бегалската криза треба да биде темата на оваа ораторска вечер. Искуството што се стекнува на оваа ораторска вечер е исклучително. Неслучено се организираат овие ораторски вечери со традиција на правниот факултет. Кандидатите кои што сакаат да се стекнат со знаење од областа на јавното говорење имаат непроценлива можност да бидат дел од оваа организација. И не само ораторирањето, таму се стекнуваат исклучителни знаења и голем број на пријателства во текот на подготовките на овие ораторски вечери. А она што се случува на 9 декември, односно ораторските вечери по повод организацијата на овој ораторски надпревар е, нема да се повторувам да велам дека е магија, меѓутоа ова е нешто што не се случува секој ден. За студентите 9 декември е денот на каде што треба да се произнесат и да го кажат вистинскиот сопствениот став, подпомогнат нормално со работата на менторите на оваа организација. Има ли цензура, Жанета? Има ли забранети теми за говорење? Не, апсолутно нема забранети теми за говорење, меѓутоа оваа година концептот зошто се само две теми на ораторската вечера од причина да изминатите неколку години, еве искрено кажувам дека од некои говори се работеше да бидат стендап комедија. Дефинитивно има голема разлика помеѓу стендап комедијата и ораторирањето, па неслучајно кандидатите го искористија сето тоа и работеа на таа тематика. Меѓутоа, мислам дека вистинското, она што е јавно говорење, е тема на која што претходно кандидатот треба да е подготвен врз основа на истражување. Не може една реченица да се стави на лист хартија од нејзе да се вртат 3 други реченици. Она што се говори мора да биде претходно истражено и да биде добро воспоставено во реченица, и мислам дека оваа година она е вистинското зошто се случи ограничувањето. Тоа не е ограничување, тоа е едноставно темата на ораторската вечер, дека две теми се во ред и крај. Јас се шегувам со моите колеги кога ќе дојдат во клубот на оратори ќе ме прашаат зошто оваа година се само две теми. Зошто јас самостојно не можам да кажам тема? Јас им велам затоа што еден добар оратор може да говори на тема ајвар доколку му биде кажано. Добар оратор може да спреми говор на секоја тема и во секој момент. Јас се согласувам со вас на почетоците. Добро, јас не сум од првите генерации. Прв пат настапував, колку што помнам, 99-та година, значи во минатиот век. Сега дури го разбрав тоа. Не сум помислила никогаш на тој начин. Се шегува малку така да направам мала така разумната на своја сметка, но помнам дека тогаш имаше неколку колеги кои што се надпреваруваа заедно со мене и кои буквално
направија не стендап комедија, туку трагедија на говорницата. Ја злоупотребија говорницата, го злоупотребија тајмингот, ја злоупотребија довербата на професорите, на менторите. И едноставно сакајќи да привлечат внимание, да направат циркус, да бидат интересни, ја уништија идејата заради која што бевме собрани. Сега тие беа малцинство, па останатите успевавме да одржиме баланс, но предпоставам и затоа го поставив прашањето дека во текот на годините се создале одредени критериуми и правила на игра кои би одржале некакво ниво и кои што би задржале едноставно традицијата и добрата идеја со која што и се замислени ораторските надпревари. Да, јас мислам дека ова е одлична идеја. Јас не сметам дека ова е ограничување во јавното говорење, апсолутно не. Се работи за две теми, можеби во иднина сега ќе се внесат и уште некои други теми, меѓутоа сепак мислам дека давањето на тема не е ограничувањето за еден оратор, од причина што на таа тема ораторот е тој кој што го модулира говорот, кој што може да го направи или да го изврти на свој начин, да го направи вистински. А темата со која е почетна идејата сепак да се задржи, за тоа што на вистина ораторската вечер не смее да, воспротивно би го смениле името, нема да биде ораторските вечери во Пухан на правниот факултет. Впрочем, тоа е она што мора да се негува, едноставно таа традиција да не згасне. Така е. Смеам да прашам кои се темите или се уште се чуваат во подготовка? Да, веќе темите се објавени на страницата на правниот факултет. Значи првата тема е бегалската криза, така. ЕУ со или без граница. А втората тема е легализација на марихуаната за медицински цели или. Тоа се интересни, атрактивни прашања, обштествено, политички доста интересни во двата блока. И се едноставно атрактивни во моментов, значи не е тема која, затоа што еве конкретно за првата тема ние секојдневно имаме нови случаи. Јас мислам дека и до 9 декември кандидатите кои што ќе говорат новаа тема нема да можат да имаат заклучок. Да, па добро, и не треба да се има некаков дефинитивен заклучок, бидејќи до прва не чека, како велат winter is coming, доаѓа зимата од позадина, луѓето се најдени затечени во една, да речам, нова ситуација која што излегува од рамките на она што е досега сознаено и кое што се размислувало едноставно на еден поинаков начин. Сега доаѓа една нова миграција. Ќе видиме, вашиот говор ќе биде од првиот, така? Да, јас ќе говорам за бегалската криза. Да. Ќе бидам таму, ќе ве слушам. Се надевам дека и еве нашите слушатели имате отворена покана. Правниот факултет на 9 декември е отворен за публика, така што треба да дадеме поддршка и да ги слушнеме предлозите. Секогаш верувам, Жанета, дека младите имаат многу подобри идеи и многу покристално јасно умеат да ги испратат пораките од повозрастните. И тоа, иако малку на почеток делува чудно, можеби е и нормално, бидејќи младите, за разлика од постарите, имаат предноста да не знаат што значат одредени искуства. Допрва ќе ги стекнуваат и оттаму слободно, со слободно срце, со слободна душа, да си ги кажете сите работи што имате да ги кажете. Да, јас верувам дека оние десетмина величествени кои што ќе влезат на 9 декември да говорат на било која од темите ќе блеснат во вистинско светло, бидејќи имаме доволно долг период за подготовка, доволно време за истражување, што мислам дека е круцијално за двете теми, бидејќи без добро претходно истражување не може да се напише ни еден збор на оваа тема. Не само она што ни се пласира пред нас, потребно е детално истражување и она што се вели сопствено јас во однос на дело од двете теми. Јас се надевам и верувам. Тука ќе направиме, Жанета, една кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, останете со нас. Се враќаме по кратката, значи пауза за реклами и една убава музичка номера. Повторно сме назад на Концепт со Ина. Почитувани слушатели, мислам дека денеска никогаш толку како денеска не ми летнало времето. Јас со мојата почитувана гостинка со Жанета Богоевска разговараме, а не стигнавме ни до една третина од она што сакам да го дискутираме. Жанета, дефинитивно постои магија во тебе. И морам ова да го кажам, и имам среќа што нашето радио има и лайв стрим, во моментов одиме во живо и на YouTube, ќе имаме и запис, ќе можеш и самата да го видиш, а и вие, почитувани слушатели,
кој што нема да можете да во моментов да го гледате нашето видео, погледнете на YouTube од нашиот денешен разговор и ќе видите една исклучителна млада жена, една македонка, речиси дипломиран политолог, така чекаме финалето. Го чекаме последниот испит, се крчка. Се крчка последниот испит, тоа е веќе готово. Така го, јас како наставник, кога ќе дојде некој со последен испит, тоа е веќе, како се вели, јагодата на шлагот, тоа е крајен, најубавиот дел, по кој следуваат нови предизвици. Жанета, не знам, лично со толкав мултитаскинг како тебе, со толкава голема енергија, со толку позитивна енергија, што е особено значајно, бидејќи познавам и други и амбициозни и талентирани млади луѓе, но имаат мрачна енергија, ароганција. Кај тебе има природен еден пристап, една да речам домашна култура која што се изразува преку твоето држење, преку твоето говорење, преку твоето однесување, и навистина сум горда што те познавам и сум навистина задоволна што и клубот на оратори го води, ми се чини за прв пат жена, така може би поише ќе ни кажеш за тоа. Да, мислам дека во историјата еднаш била жена председател и после тоа традиционално секоја година, односно мандатот кога ќе биде завршен, маж го водеше клубот на оратори по долги години. Јас сум втората жена председател на клубот на оратори и искрено да ви кажам, се чувствувам многу убаво од причина што внесов една нова женска енергија која што влезе во клубот на оратори и се донесоа луѓе кои што се нова позадина на клубот на оратори, многу нови членови кои ме познаваа мене, дојдоа во клубот на оратори, почнуваме да го градиме она што се вели јавно говорење и негување на македонскиот литературен јазик. Тоа ми се чини една од најважните работи во животот на една личност, на јавна личност, затоа што вие кога доаѓате на политичките студии, од старт сте детерминирани дека ќе се занимавате со општество. Дали тоа ќе биде невладен сектор, Жанета, дали ќе бидат медиуми, дали ќе бидат политички партии, дали ќе биде извршна власт, без оглед. Секогаш јавноста, контактот со јавноста, активната мисла, општествено, политичка, економска, секогаш ќе биде до крајот на животот една стигма која што ќе биде и, како се вели, и проклетство и благослов на самата професија, и таа си ги носи тие тежини, тој товар, иако нели сме дискутирале и во нашите холови кога така имало доста довикнувања дека останатите професии имаат многу поголемо значење, дека имаат поголема традиција, така натаму. Тоа е така, да, политиколошката професија издиференцирана во 20-тиот век, но затоа пак за да станете вистина политолог, сигурно и вие ќе се согласите со мене, треба да прочитате на вистина една мала Александриска библиотека. Апсолутно. Значи не е само материјалот или книгата од 300-400 страни, туку позади тоа стои еден огромен фонд на филозофии, истории, теории, старовековни, нововековни концепти кои што и како се можна значајни, кои што во текот на 3 годишното образование плюс 1 и 2 или со вториот циклус на студии од младиот политолог треба да создадат еден навистина содржаен концепт на кој што утре треба да го употреби и да ги покрај тоа со помош на реторските вештини, со способноста на изразување, со познавањето на јазиците, преди се познавањето на сопствениот македонски литературен јазик, сето тоа ми се чини дека се оние основни предуслови кои од еден млад македонски политолог можат да создадат во иднина една навистина маркантна личност, без разлика значи во кој правец ќе се движи истата. Што мислиш ти? Мислиш ли дека има уште нешто плюс што би можело да додадеме? Не, апсолутно кажавте она што е неопходно и што е единствениот патот до успехот за еден македонски политолог. И мислам дека она што се смета за јавно говорење и реторирање кај еден политолог, мислам дека она што треба да се покрај литературата и она дополнителна литература која што треба да ја поседува секој политолог, за секој предмет. Еве јас случајно конкретно за мене зборувам кога дојдов на прва година бруцош на правниот факултет. Покрај книгите кои што ми беа доделени, внатре имаше материјал каде што имаше автори кои имаат дополнителна литература кои што професорите ни ја нудеа дека во слободно време можеме да ја прочитаме. Так. Се додека таа литература дополнителна не се прочита,
100% материјата од книгата не може да се запознае, затоа што она основното е во нивните дела, во оние филозофски дела кои наупатуваат од коренот па да се издигне еден политолог до врвот и да не заборавиме дека јавното говорење, јавниот настап е многу битен за еден политолог од причина што граѓаните очекуваат од него многу во однос на она како ќе го придобие и како ќе го сочувствуваат истија. Може ли вака, бидејќи навистина многу ми е пријатен разговорот и така сакам да го задржиме фокусот. Имаме и некои други поопшти прашања, но сепак мислам дека треба да го задржиме фокусот на тебе. Мислам дека и моите слушатели се заинтересирани. Може ли да ни кажеш околу изборот на твоите претходни говори до сега, вака твоите јавни настапи, нешто што би издвоила како најдраго? Например, за мене, веќе споменав, првиот и најомилениот говор ми е говорот за антисемитизам 99-та. Никогаш нема ми се чини да имам јас лично подобар говор со повеќе срце и душа што сум го искажала на сцена пред публика. И секогаш ми се чини дека додека сум жива, тоа ќе ми биде еден така можеби најдраг говор, најдраг јавен настап. Да, јас сум имала многу говори зад себе, но ете некако мислам дека на ораторските вечери триумфирав токму минатата година кога говорев на тема политичката култура однос на апатизмот на младите. Таа тема е нешто што ме трогна, нешто што ја пренесе мојата енергија, нешто што апатичноста на младите ми пречеше во мојата околина и затоа што јас сум енергичен тип, затоа што сакам континуирано да се надоградувам, да бидам дел од нови семинари, од нови искуства и истражување, неуморно, дома многу мал дел од времето го поминувам дома, секогаш сакам да се надоградам и ми пречеше едноставно онаш како жаргонски говорат, а не сакам да го употребам, плукање на младите за или кон општеството, а впрочем не правејќи ништо од нивна страна. Тоа беше нешто што длабоко ме трогна и со кое што мислам дека со 3 аплаузи или 4 публиката ме поздрави минатата година и ме прекина 3 или 4 пати во текот на моето говорење. Можеш да се сетиш на делот тој говор сега? Во моментов не ми текнува скорос од причина што новиот говор ми е во подготовка. Така, да, се подготваш, многу се извинувам, Жанита, јас се... Да, не е никаков проблем. Многу сакам да те слушнат нашите слушатели заради тоа. Не е никаков проблем, не знам. Во моментов апсолутно ете. Добро Јова, вака јас на припад те фати, значи моја грешка. Не е никаков проблем. Неки имаме сигурно многу прилики понатаму да дискутираме на истата тема. Јас и после 9 декември очекувам дека ќе ми бидеш гостинка во Концепт Суина и можеби со уште некои од колегите од клубот на оратори или ете некои од овие надпреварувачи со кои што ќе се можеби еве да се ставиме во некоја дебата на про и контра, како што и старите софисти ги вежбале своите ученици за говорење, секогаш да има говори во кои што ќе има еден про еден контра, од кој што публиката ќе одлучи кој став ќе го прифати како вистинит или како победнички. Во секој случај ми се чини дека она што е особено значајно и мислам дека во Македонија треба појасно и повеќе да дискутираме на таа тема, а тоа е малку да го подигнеме нивото за свеста на значењето на политолошката професија, а како следствено на тоа треба и да се внимава и во однос на тоа какви политолози произведуваме или кои луѓе од нашата фела едноставно имаат онаа способност, кои имаат оној X фактор кој што е потребен и за комуникација со публиката, но и за едноставно да се испратат оние пораки на вистинското место во вистинското време. Ке направиме овдека уште една кратка пауза за реклами и се враќаме веднаш назад. Почитувани слушатели, останете со нас. Почитувани, вие сте на Концепт Суина, на вистина денеска со мојата почитувана гостинка Жанета Богоевска, председателката на клубот на оратори при Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Имавме на вистина едно несекојдневно доживување и не можеме и за време на паузите да престанеме да дискутираме. На вистина двете не врзуваат многу работи, но една од најважните карики која што мислам дека мене и Жанета не поврзува, тоа е љубовта кон говорењето, кон вештината на јавниот настап и на убавиот збор.
збор. Оттаму пред малку кога ја прашав жените дали може да ни каже некој од нејзините говори, и таа едноставно ми вели па јас сега во моментов не можам да се сетам на тоа зашто пишувам нешто друго. За време на паузата јас се обидов да се сетам на некој од моите говори кои што јас сум ги напишала и сум ги говорела, и морам да ви признам дека на вистина мозокот не е така совршена машина како што ние сите можеби понекогаш мислиме, и на двете почна да ни доаѓаат говори од други говорници кои што во историјата биле искажани, што навистина е една многу интересна ситуација. Жените можеби во иднина треба да се направи, дали се прават некои тематски ораторски надпревари каде што се интерпретираат говори на познати говорници во минатото што биле Ние имаме една така. традиција која ја велиме Ноќ на беседи, која втора година поред ја организираме, која е со хуманитарен карактер. Колку добро. Да, ние 2 години поред во Даре Джамбас, во организација со Црвениот крст центар организираме Ноќ на беседи. Секоја година имаме различна цел, односно средствата кои што се собрани се донираат на различни социјално загрозени семејства, меѓутоа тематиката ни е секогаш различна. Например, претходната година тематската целина беше она што се вели проект контра, односно секогаш имавме дуелисти од историјата, а претходната година беа готови говори на оратори кои произлегле од клубот на оратори и кои оставиле голем впечат во јавното говорење за Република Македонија, кои што се наши. Меѓутоа, секоја година работиме да тематски бидат различни. Многу ми е мило што го слушам ова, се надевам дека и ова ќе прерасне во традиција, има и хумана димензија и секако негување на и подсетување на некои историски моменти кои што биле искажани како едно можеби добро подсетување за приликите во кои што можеби нашите оратори, нашите политиколози ќе се сретнат и ќе се соочат во животот. Силни моменти дефинитивно кои оставиле белег во историјата, која е многу битна за човекот да може да продолжи понатаму, а и воедно да учи од настанатите ситуации во минатото. Жанета, клубот на оратори во агендата на своите активности спомена дека го има и организирањето на спроведувањето на обуките за говорништво. Од кога се организираат поконкретно овие обуки и кој се може да земе учество во истите? Во 2009 година започнавме со организација на обуката за јавно говорење и реторички вештини, која секоја година ни оди во истиот димензионален тек, односно се работи на неколку теми, односно она што е основа за јавното говорење се предава кај кандидатот. Она што е историја на говорништво, почетокот кој што е дефинитивно многу битен за еден оратор да се стекне со своето знаење, вербалната комуникација, невербалната комуникација и факторот трема, кој јас бев запрепастена од причина што луѓето повеќе се плашат од јавен настап статистички него од смрт. Тоа беше последно што можев да го прочитам како статистички податок. Да, истражувавме зошто е толков процентуално голем, тоа дефинитивно произлегува од самата индивидуа, односно од самите ние си го создаваме тој притисок, и затоа ги формиравме и овие обуки за да можат кандидатите се она што им представува пречка или бариера за јавното говорење да дојдат, да им помогнеме и да го поднаучат. Возрастна граница немаме. Нашите повици се отворени. Секој може да дојде и да се пријави на нашите обуки. Многу често ми се јавуваат кандидати. Јас имам 35 години. Дали може да се пријавам кај вас на обука? Дали е доцна за мене? Да, апсолутно не е доцна, затоа што човекот учи додека е жив и ме радуваат такви личности од причина што не велат за себе дека знаат све, едноставно сакаат да се надградуваат, затоа што многу често во сегашно време јавното говорење стана популарно. И многу неопходно. Да. Знаете како можете да продадете не знам какво сиви, нели имавме и изминатава година посебно еве како засегнати во образованиево и за случувањава што се нели кои што ги имавме пред себе, но и предизвиците кои што стојат. Тоа е дека нели многу дилеми излега околу тоа кој све има диплома, кој како оди на магистериум и докторат, кои се стандардите ги има или ги нема. Една пандорина кутија која до никаде не донесе и само не расцепи уште повеќе и уште подлабоко не вкопа во рововите. Но она што е интересно е дека без разлика и без оглед кој што ќе каже, знаете, порано во минатото
имаше една одредена класа на луѓе која имаше привилегија да биде на факултет. Нивните деца се вработуваа на факултет по дефолт, по награда, нели се знаеше тоа. Јас тоа нели го прифаќам терминот црвена колона, бидејќи буквално тие беа, се знаеше кои луѓе и кои се може да биде дел од високо образование. И тоа некако од дедо прадедо по наследство си се пренесуваше. Сега во новиве времиња, со променети духови и со поинаков пристап на работење, имаме различен пристап. Имаме и поголеми, да речеме, можности. Ние можеби на државниот универзитет сме резигнирани, бидејќи насекаде околу нас никнуваат како печорки безброј на другите државни и приватни универзитети, клонови, како ги вика, дисперзирани студии и така натаму. Но секако дека на крајот од денот не е ни важно каде ја земате дипломата. Важно е кога ќе застанете пред публика, важно е кога ќе застанете пред стручен нели собир, важно е кога ќе напишете труд кој што се очекува да го напишете самите, не да го нарачате некој друг да ви го напише така натаму. Сето тоа покажува дали некој има квалитет, дали некој може, дали некој знае или не. Но тоа е една друга тема, ја оставам за некој друго време. Она што ми е особено значајна, Жанета, и сакам на крајот од нашиот разговор да го споделиме и со нашите слушатели, тоа е каде се гледа Жанета Богоевска и кои се незините планови во иднина? Па дефинитивно ова е периодот сега кога ќе го полагаме, значи, последниот испит од додипломските студии на политички науки на правниот факултет. Следува една кратка пауза и веднаш во јануар ќе ги запишам своите постдипломски студии на областа применета политика, од причина што себе си се гледам таму и местото каде што дефинитивно ќе можам да го негувам она што за мене според мене е вистинската љубов, односно јавното говорење. Во продолжение ќе продолжам со она што го работам. Ми престои голем настап на 9 декември, односно мојот говор на ораторската вечер, а и нормално како обучувач ќе продолжам да работам со кандидати кои доаѓаат во клубот на оратори, кои бараат помош да станат подобри оратори. Вчера што туку заврши теоретското предавање од нашата обука за јавно говорење и реторички вештини и во моментов имам 17 кандидати со кои што работам на подготовка на својот говор, кој на 22 во недела ќе го имаат својот јавен настап на правниот факултет. Тоа ќе биде многу интересен настан, ќе биде отворено за публика или? Да, апсолутно отворено е за публика. Кандидатите ќе можат да го произнесат она што го научиле од нас од клубот на оратори и секако се она што можам јас од моето искуство, од моето лично искуство за јавното говорење да им го пренесам со многу голема љубов на кандидатите. Јас им кажав, сум отворена за вас комплетно од сабајле до навечер во текот на оваа цела недела, затоа што луѓето кои работеле со мене, луѓето кои ми помогнале да станам добар оратор, биле секогаш апсолутно отворени за мене кога станувало збор за прашања од оваа област, така да оваа недела ќе ми биде енергична, напорна, меѓутоа јас верувам дека ќе имам многу повеќе трема во недела од кандидатите со оглед на тоа дека ми се еден вид на одговорност бидејќи работам со нив цела недела. Јас, Жанета, не се сомневам дека ќе бидете успешни, дека вашите кандидати на вистина не само што ќе научат некои нови вештини од вештината на говорење, туку и ќе едноставно ќе ова убаво искуство ќе го пренесат и на останатите и оваа традиција нема да згасне. Ве поддржувам и ви посакувам на вистина многу успеси. Ова значи дека можеби наскоро ќе ја видиме Жанета и во улога на пиар мајстор, на подготувач на посериозни фигури, значи на државни функционери, кои што ми се чини на повеќето и од владеачката гарнитура, но и на опозицијата име далеку од потребно на одредени луѓе. Сега нема да ги кажуваме кои се, нели не е тоа темата, но можеби треба да се размислува дека ваквиот пристап и работењето на луѓе кои што ја умеат и знаат како да пренесат вештината на говорењето е особено значајна работа. Да, апсолутно, во секој случај, можеби ете ја откривте она алатка која што не ја споменав каде се гледам себе си во иднина, или онаа трета алатка која веројатно откривте од мојата енергија, од мојата личност, зашто би сакала јас да работам во иднина. Жанета, ви благодарам за вашето денешно учество во Концепт Соина, да сте здрава и жива и ви посакувам сите убавини на овој свет.
И на ти благодарам и на тебе, ова беше исклучителна можност да говорам со човек со кој што сум на иста бранова должина во поглед на јавното говорење. Неверојатно, да. Да, истата енергија во оваа просторија, тоа е една апсолутно голема магија која што се случуваше во ова наше гостување. Многу ме е мило и на мене, почитувани слушатели, тоа беше Жанета Богоевска, председателката на клубот на оратори при правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Се надевам дека ви беше интересно. Ви посакувам да останете на радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Исто така бидете ми здрави, живи, срекни, весели и едноставно бидете секогаш расположени и отворени за новите концепти и идеи со кои што ќе облагородите вашата душа. Сосема за крај, еден од најмаркантните говори. Говорот упатен до коринтијаните од светиот апостол Павле. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера, што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памети зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат. Јазиците ќе замолкнат, знаењето ќе исчезне, зашто само делумно спознаваме и само делумно прорекуваме. А кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога бев дете, зборував како дете мислев, како дете размислував, а кога станав маж, го оставив детското. Сега гледаме како низ огледало, нејасно, а тогаш лице в лице. Сега спознавам делумно, а тогаш ќе спознам совршено, како што сум испознаен. А сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Почитувани слушатели, Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Уредник и водител на емисијата доктор Иванка Додовска, емисијата Концепт Соина, денеска, како што рековме, 16 ноември 2015 година, часот е точно 17:59 минути. Продукција Радио Слободна Македонија. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот